Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Пак ќе речам, жешка ноќ, жешка вечер, а претопол ден, во секој случај 40 и колку беше степени, не знам. Но тоа е, ќе се издржи, човекот се издржува. Но како и да е, Македонија е земјата на сонцето и секојаш сме среќни кога сонцето е над нас и со нас, но какви ќе бидат околностите во овие време на прибирања, секакви прибирања на политичката сцена. Но да, пред да стапам на вистинска на темата, дозволите ми да ве поздравам од моите поддржувачи за мојот еден така релаксационен момент, ти да вистина новија жешки температури и услови, па и онакви други околности со кои наидувам во овиот период, ви треба некоја релаксација. Жанета Џафер, тоа е господја која навистина представува еден предизвик во Македонија, кај секојаш преферира нешто македонско. Тоа е еден вид релаксација, масажа со охридски бисер. Зашто го спомнам ова? Охридскиот бисер е еден раритет на македонската и светската сцена. Нема никаде во светот, осим во Македонија. И затоа, сакав тоа да го потребам да се благодарам за низината поддршка за мојата релаксација денеска, од Тимо Селена, и да почнам веднаш со темата. Со оглед дека реков дека темата е доста суштествена, интересна, и затоа сакам секој секунд да го искористам. Вечерва со вас и со мене почитувани е генерал доктор Павле Арсовски, пратеник на политичката партија Знам. Добро вечер и добродојавте. Добро вечер, господин Пејачи. Господин генерале, дозволите да се обратам? Дозволено. Ова ми остана, викам, ќе го поздравам, со оглед дека навистина носам и покрита со години помина од моето служење армија во Југословенската народна армија уште 86 година, бев повеќе од одреденото на Уставот на Југославија, меѓутоа само радијаторот на мојот татко да го исполнам тоа ветување дека маж не си ако немаш војска, и заминав на полни 27 години и 28-та дочекав, што е тоа крајниот рок. Не, го прекршив. Но во тоа време се подсетам на тие што навистина јас ги почитам, сите сме македонци по род и државјанство, да се сака Македонија. Меѓутоа бев малце револуционерно настроен уште тоа време и се спротиставив на претпоставените, бидејќи нас не третирале како заморчиња. Меѓутоа тоа време да бидеш ти анти-Југославија, ти си државен непријател. Јас ништо не кажа, викам, до кога нас од Македонија не сметате како 13 праси, простите на вокабуларот и така. Зошто го кажа, бев на рапорт и така, и показна, наместо да дојдам у Приштина, јас заминав показна во Бихач, поземен на аеродром. Зато велам, издржав на 42, 3, 5 степени горе на Желјава и на минус 30 и така. Што значи да бидете воин, да имате воен дух у вас? Па вие веројатно сте заминале во малку подоснежни години него што било вообичаено. Сепак тоа беше тренингот, воспитанието, дрилот, кој што кажуваме во позитивна смисла. Дрилот се практикуваше од 18-19 години. Да, има со 10 години разлика од мене. Да, кога е човекот помлад, полесно ги поминува. Се вклопува во еден систем, во една хиерархија, во една дисциплина. Вие сте биле повозрастен, сте знаеле повеќе. Поста бев поручникот и од капетанот. Да. Па веројатно тоа би било можеби малку хендикеп, инаку во армија такова сте примате наредби и извршувате. Да, не на случај да го спомнам, бидејќи навистина беше невообичаено да се спротиставиш на пеесот на JNA, но тогашниот командант на гарнизонот беше словенец. Милише Слободане, од каде сте, викам, у Македонија? Замежи, вика, ајде, чеди ти опроса, меѓутоа
пелена, ќе бидеш изолација. Гледачите, вие знаете што значи да. Меѓутоа, издржа ви тие пелена. Не знам, моето искуство од тие времења, значи јас сум влегол во војниот систем со 14 години, значи веднаш после основната школа. Живееме во Хрватска, меѓутоа секогаш и сум се декларирал како македонец и тоа не било проблем, него било дури предност ако сте македонец во северо-западните републики горе во Хрватска. Така да со гордо секогаш сум се декларирал како македонец и тоа никогаш не било проблем. И секој се декларирал онака како што се чувствува, но едната идеја не водела, таа големата република, големата федерација, големата држава. Но, темата што денеска поврзана е со нашиот секојдневниот живот и во предизвици во кои ние живееме и ние преостануваат, е случувањето дека сме дел од мозаикот на светската карта, политичка и геополитичка карта на светот. Македонија како самостојно независна држава, овие 33 години, 34 да. Покажа во светот дека сме држава која заслужува внимание, пиетет и секој случај голем контрибутер за мирот, стабилноста во светот. Докажува фактот дека учествуваме во голем број мировни мисии, учествуваме во голем број ситуации каде што Македонија како членката партнерство за мир визави другите членки на НАТО партиципираше повеќе, речиси 10 пати од некои други наши соседни држави. Да, тоа е точно. Јас би се сложил со така една представа на светот. Ние сме дел од тој мозаик, можеби најубавиот дел. Малечок, ама најубав дел, бидејќи позади нас влечеме една историја, една традиција, Кому некој пречи. една цивилизација, може да се каже така. Меѓутоа, Македонија во осамостојувањето до денес, во еден период бевме корисници на воена помош, во одредени делови ние бевме тие што нудевме воена помош и воена асистенција во рамките на партнерството за мир, во рамките на НАТО. Во еден период, во нашето обкружување, да кажеме така, ние асистиравме и за време на Косовската криза, за време на кризата претходно во Албанија. Ние бевме голем логистички центар и поддршка како држава на КФОР, на мисијата на Косово. Ние за време на кризата, мировните операции, да кажеме, Афганистан, Ирак. Да, ние бевме во еден момент четврта држава во рамките на НАТО пер капита која учествува со трупи, да. Ако Грција зема 0,8, Не може да се споредат. Тие ни Грците, ни Бугарија, ни останативе земји не може да се споредат со бројот на луѓе, на војска, на опрема која што ние даваме како мала држава, ако мериме по бројот на жители. Така да, сега како членка на НАТО, ние сме сосема рамноправен партнер и во некои параметри, тоа е нешто што е сега интересно од самитот во Вашингтон, од завршните изјави и декларации на генералниот секретар на НАТО, дека ние сме држава во оние 2/3 држави која исполнува сите стандарди кои што биле прифатени од лидерите на државите уште на самитот во Велс 2014 година. Многу ви благодарам, бидејќи има соговорници кои ме демантира, се спротивставува, ако не се смениш името, ние не заслужуваме. Ве молам, Member Action Plan, значи акциониот план Македонија го исполнуваше 18, справете ми колку редовно 18 или 19 години поред. А според, да го спомнам, во два наврата ќе го спомнам мојот почитан пријател, не само пријател, и колега, и амбасадор, господин Зоран Дабич, кој исто така знаете кој неговиот контрибут учествуваше во делот на подготовките. Да, сме се стречавали службено, јас од армијата, он од Министерството за надворешни дела. И дефинитивно, самите луѓе во Хадквотерсот во Монс збореа и едам со вакви изрази, бидејќи тоа е главната централа на НАТО. Да, врховна команда. Врховна команда, кај мислено тоа е една импозантна слика, бев многу пати. Штом стојат слики на еден генерал Айзенхауер, на Монтгомери, од 44-5, тоа е... И зборот ми кажа, не ми треба толку, неколку има кои држави 2-3 мепа имат, ништо нема, не им треба. Значи Македонија ги исполнила. Генерале, дали
после се ова, над се, Македонија требаше да го смени името. Ве молам, со оглед дека за гледачите, почитувани гледачи, за вашето посетување, имам чест, задоволство и предизвик вечер во Сум со навистина цврст и отворен на еден политичар, едно воено лице, еден генерал кој рече non пасаран за Северна Македонија. И затоа беше симнат од должноста, новинарска забелешка, и општо кажано, медиумите го пренесуваат, од поранешниот председател Стево Пендаровски, кој се одираше у града дека е голем македонец. Како се издржи тој предизвик? Стоички. Јас сум стоик по убедување. Уверувањата не ги менувам, од моите ставови не се откажувам по било која цена, така да го издржав тоа стоички, како и сите други предизвици во мојот живот. Меѓутоа, во врска со НАТО, точно е и во право сте, ќе ве подсетам и вас и гледачите, вие сигурно знаете, 1995 година ние како држава влегуваме во партнерството за мир. Во Хрватска е воек граѓанска војна. Ние 1995 година упатуваме први офицери на школување во НАТО држави. Војната во Југославија се уште трае. Ние негде тамо 2002-2003 година организираме под покровителство на Соединените американски држави јадранска група каде што ни се приклучуваат А3, ни се приклучуваат Албанија и Хрватска по теркот на Вилнус групата на Балтичките земји да се подготвиме за членување во НАТО и ние 2008 година по изјавата на председателот на САД Буш дека трите земји се подготвени и ќе влезат утре ќе влезат. Што значи ние бевме подготвени 2008 година? Како држава? Во секој случај, повторно тие, не сум човек за теорија на заговор, меѓутоа фактот говори дека преска што го спомнаме, брендот Македонија е многу тежок. Големо е бремето. И секој сака да го има, дури на привезоците на клучевите од кола, зошто Македонија, ја секој велам прво сум македонец, а потоа сум човек. Ја користам оваа кованица и сакам сите да ја знаат. Бидејќи дистинција правам од македонец и човек. Македонец не знае да мрази, не знае да убива, не знае да краде. Вистинскиот македонец, за жал, сега не знам, некоја мутација има, што е хоби тоа да го вратам. И да не дожам. Че го спомнам тука господин Мицковски, кој заista, навистина, исто како и со вас докажа, дека не сака да никој да му врши притисок, но на сио генерис на вродено право, дека никој не сме да ме дискредитира, да ми оневозможи право да се само идентифицирам и изјаснам. На сето тоа, сега имаме причини со нашите соседи дека ќе не оневозможат со некои тајни планови, тајни машинери, проекти, како да ја блокират Македонија во Европската унија. Тоа беше Мицотаки со изјавата на Вашингтонскиот самит и постоа. Да кажем прво нешто што прво ми паѓа на памет. Во врска со изјавата на официјалните лица на НАТО за време на самитот околу ова билатералните прашања нема да влезат. Така е. Видете, ние сме веќе 4 години членка на НАТО. Ние не сме нито на масата, ние седиме на масата и ние полека, но сигурно стануваме свесни за нашата улога во тој, така да кажем, напреден елитен клуб на држави. Тука членуваат скоро милиарда луѓе. Милиарда и нешто, да. И членките на НАТО, значи Северноатлантската алијанса, не да е најмоćна алијанса во историјата, и е, факт е тоа, и тоа стои прва реченица во декларацијата од самитот во Вашингтон, него произведува повеќе од 50% на бруто домашниот производ на светот. И ние сме на маса. Ние сме рамноправен член на НАТО по сите параметри. По сите параметри. Се она што се побарува за една членка на НАТО, ние го исполнуваме и го надминуваме, и некои други членки на НАТО се уште се очекува следната година да достигнат стандарди кои што Македонија ги исполнила. Така да членството во таква една моćна воено-политичка алијанса треба да се користи и гледам дека полека, но сигурно нашата политика почнува да го користи. Ова веќе не е билатерален спор, ова се тензии
краткотрајни тензии во врска со користењето на придавката и така натаму, но ние сме двете држави, седиме на иста маса во НАТО и НАТО многу дипломатски се обраче на двете страни да го спуштат гардот и да продолжат да функционират, бидејќи НАТО има многу други посериозни работи на глобално ниво. Да, да подсетиме на гледачите, вие имам така пак речем привилегија со представник на војската да говорам и беше предизвик што Македонија стана членка на НАТО уште давнешно 95-та кога Алијансата побара да го размести с јужното крило 120 км северно од Солун, а тоа беше и се уште е кај што сега се големите пожари во Криволак. И тогашниот председател, ова се информации кои јас ги пренесов уште во Вашингтон на моето прво престојување на председателски избори Бил Клинтон и Џорџ Бобдол, кај што изјави, вели, ние сакавме да ве зачлениме, безусловно, меѓутоа, одби вашиот председател да го даде Криволак за $1 милиарда рента, но не би се вратил само да го спомнам. Значи, Криволак, што го споменувате, морам да кажам, бидејќи дека бев командант на оперативните сили, течеше еден голем план за модернизација на тој центар. Тоа е убедливо најдобар воен полигон во југоисточна Европа. Вложивме максимални напори и ние, и америчката страна. Ги користев и контактите службени со командантот на Американската армија за Европа. Денеска тој е врховен командант на НАТО, генералот Каволи. Се повлекува големи финансиски средства од америчка страна, милионски суми и наши средства, македонски, и ние во неколку години така го модернизиравме Криволак, што е навистина и сега не само од геостратешка страна, меѓутоа и внатре суштински дека е еден од најдобрите воени полигони. Не смееше да се пропусти таа можност, сепак разговарал со председател на Демократскиот совет, каде што Бил Клинтон беше само едно штрафче. Демократскиот совет е корпус на сите демократи кои се уште владат. Кога сме кај демократите има големи влијанија и привирања во Соединените американски држави во светот, регионот и Македонија, апропо еве на новиот настан што се случува со неуспешниот, фала му на Бога, атентат врз јас го наведне реком идниот председател, тоа е моје дискреционно право и велам дека ќе биде председател и чинам дека господинот Доналд Трамп докажа дека знае како и умее да менаџира во можни тешки ситуации. За подсетување генерали кои ми дозволите, кој политичар се сретнал со Ким Јонг Ун, тој е председателот на Северна Кореја? Па Трамп. Кој председател не за неговото председателствување не водеше војна, за разлика неговиот опонент 6 војни. Барак Обама и добил исто како нашиот Зоран Заев, што и таше сакаше Нобелова награда, стане Нобеловец. Тоа е контрадикторност. Тоа е баш онака интересно за да се забележи, дека во неговиот мандат не започна ниту една војна. Тој е еден, како да кажем, американците имаат еден израз colorful характер, еден осебуен лик, не е мејнстрим политичар, знае да биде и груб во настапите, ги решава, работиве на високата политика со бизнис настап, таков е каков што е. Во првиот мандат 2016 не беше многу зависен и од војно-индустријскиот комплекс во Америка, кој што има големо влијание во тоа како одат кампањите и кој председател ќе биде избран. Така да едноставно пливаше спроти струјата на текот на водата и едноставно така и го истера мандатот. Мене ми остана забележително начинот на кој што се однесуваше кон лидерите на државите членки на НАТО на еден самит, кога инсистираше да се држат до договореното, тој самит од Велс од 2014 и кога ги на одреден начин присили да трошат повеќе за одбранбените буџети, односно да го исполнат тоа што се договориле, бидејќи он настапува како бизнисмен. Не може Америка да дава 49%, другите по... Ние сите го знаеме, Америка дава и над 50%. Над 50%. Америка, Соединените американски држави го обезбедуваат стратешкиот транспорт, нуклеарна сила во секој случај,
Значи, најголемиот дел од товарот на НАТО во изминативе децении паѓа на грбот на американските граѓани и даночни обврзници преку буџетот. Така да неговиот настап тогаш можеби беше груб, како се однесуваше према претседателот на Франција, премиерката, канцеларката и така натаму, но еве го сега слушаме пред 2 дена дека 2/3 од државите го исполнуваат тоа што е договорено и следната година сите ќе го исполнат тоа што е договорено. Затоа што он тоа го гледа веројатно како бизнисмен врз база на трошоците како кои што бизнисмен, дали државата ќе го ги има. оправдува начинот на Бајден и неговото расфрдање на милиарди евра американски пари од американските даночни обврзници кои дефинитивно даваат за нешто што се вика смрт. И конечно, малце само кратко дајте ми, не сакам да се повториме, многу медии ми зборат за немилиот настан, слава на Бога што заврши среќно, не заврши кобно по животот на господа. Тоа е една страшна ситуација. Саботата вечер така почна да пристигаат слики и информации. Само ќе кажам за почеток дека онаа фотографија на Associated Press, каде што тој раскрварен со тупаница крената, паркосно, вели да се бориме и знамето позади него, таа слика дефинитивно веќе влегува во учебниците по историја на американските. Како се сака држава, како се сака народ. Ти подсетува на некои други фотографии, како фотографијата од Иво Джима, така. Страшен настан, верувам дека е голем пропуст на тајната служба, која што е надлежна за комплетната безбедност на кандидатот за председател и веројатно и на сите оние структури, law enforcement структури, полициски, специјални и такви локални кои што се задолжени за секој на негов настан да се подготви, така да тоа едноставно среќа што не се случи 3 сантиметри од увото е челото, така да пак е сензитивно место. Ќе го гледавме тоа во живот, тоа ќе беше голема траума за американскиот народ, а траума и за целата светска јавност. Ова е третиот атентат, едниот заврши ковно по Џон Кенеди во Далас. Вториот беше Роналд Реган, каде што беше повреден, меѓутоа ова исто... Па ти има 4 председатели убиени во атентат за време на должноста и 3 со обид за атентат за време на должноста. Оваков случај каде што е кандидат за председател или е поранешен председател, не знам дали имало, меѓутоа во секој случај е веројатно резултати на длабоко поделеното општество во Соединетите американски држави и наративот кој што се води во кампањата. Да, дефинитивно отфрлен е случајот против Трамп во аферата со тајните владини документи, именно вчера тоа беше. Американските судии го отфрлија случајот против поранешниот председател Доналд Трамп, поврзан со чувањето на тајни владини документи, пренесуваат медиумите, имајќи факт дали видео веќе прочитаа дека беше тоа сепак една играрија од демократите, од Бајденовата администрација, се тоа што му наметнува, му октририра, му дефинира некакви криминални дејанија, цело време човекот го држа под пресија, под притисок, повиднување и се тоа. Да, на обидот на атентат ги доведе сите, посебно демократија, во една многу непријатна состојба, бидејќи во континуитет со години за време на неговиот мандат, а и сега за време на кампањата се користи еден многу тежок наратив, реторика, дека е тој авторитарен фашист, дека треба да се спречи по секоја цена, дека тој е мета и да не наведувам што се на мејнстрим медиумите кои што ги поддржуваат демокративе, фактички тој некако ми изгледа и јавноста така изгледа дека неговиот живот и навистина беше во опасност и сега верувам дека сите малку ќе го спуштат гардот и дека и наративот на двата кампуси малку ќе се спушти. Веќе најави кандидатот Трамп дека во четврток на конвенцијата ќе смени говор, ќе даде говор за обединување и Бајден откажа неколку, председател Бајден откажа неколку настани, повлекува некакви електронски кампањи што ги има подготвено и тој повикува на обединување, бидејќи навистина е... Единствено решение спаси обединување на Америка, има големи спротивставени страни, искри.
Бог да чува, јас да речам, може да имам голем број пријатели во Соединените американски држави, кај што вели Слободане, не дај Боже да дојде граѓанска војна евидентна, ако не дојде да се случи помирување, односно да победа на Трамп. Дали е тој фашист, дали е тој тоталитарец, кој вели, јас го имам клучот да ставиме крај на руско-украинскиот конфликт. Со оглед го видовме и Ердоган, кој бараше да биде медијатор, не му успеа, меѓутоа беше Ердоган инкорпориран за храната, меѓутоа сепак е клучот на спасот од овој хаос, светски хаос, Украина, Русија, само Доналд Трамп. Секоја војна завршува на зелената маса и оваа ќе заврши така, само кога да видиме. Јас ги следев документите и заклучоците од самитот на НАТО во Вашингтон. Од она што го гледам, војно-индустријскиот комплекс е во полна пареја. Треба да знаеме дека после 70 и нешто години мир на европскиот континент, ние имаме сега прв пат војна. И од падот на Берлинскиот зид, од завршување на студената војна, 25 години релативно комотен мир за Европа или за Северноатлантскиот регион, ова инвестирање повторно во вооружување, мобилизирање на сили и средства на членките на НАТО, како одговор на ова што се случува во Украина, се некако ми навестува дека влегуваме во една фаза која што е налик на она што беше студената војна во 70-те. Как се вашите прогнози? Па мојата прогноза е дека оваа војна ќе потрае уште една година дена, дека негде во четвртата година ќе заврши, традиционално такви големи војни судири негде во четвртата година завршува. Може ли да дојде според мојата проценка подоба на Украина, како што има ДДР? Јас сметам дека, на жалост, значи, ние сме како држава целосно позади Украина и ја поддржуваме и материјално, и со обука на персонал, и политички, еве и финансиски. Следната година 40 милиарди долари ќе се дадат за опрема и за секаква друга подршка на Украина од страна на НАТО. На жалост сметам дека состојбата нема да се врати пред тамо негде 2014-13 година. Ќе се разговара за она што е во моментот, бидејќи ние имаме стабилизиран фронт веќе година дена и не очекувам, бидејќи се војува со втора генерација војување со стабилизиран фронт. Генерале, со оглед дека не може Русија да стане така, равнодушно тој рускиот дел кај што е Тузла, кај што е најголемата концентрација интерес на Русија, да си го земе по дефиниција, а компензација на Украина да биде членка на НАТО. И во документиве од Вашингтон се наведува дека реформите во Украина, целосните реформи, значат и нејзина подготовка за членство во НАТО еден ден. Меѓутоа не додека трае војната. Така. Така да тоа ви кажува дека едно со друго може би е поврзано. Така. Ова се снима, ова веќе се емитува и знам дека многу работи кои сум ги кажал, никогаш не сум се излажал. И одамна таа варијанта рековме дека привирањата, влијанието на привирањата во САД, во светот, регионот и Македонија. Тука сум кај Македонија. Господин Трамп, бидејќи мене ми е фаворит и сметам, зборам, денеска е 16 јули, сигурен сум дека е апсолутен победник. Зошто ќе речам победник? Бидејќи имаме таму многу македонци, преку 400 и 500 илјади македонци верификувани и говори и информација дека скоро се 1 милион македонци. Од друга страна, 2016 година за време на председателството на Трамп, 8 конгресмени со отворено писмо побарале тогашниот државен секретар Тилерсон, тоа е пандан на МНР, нашата МНР, Америка да престане да се меша во внатрешни работи на други земји. Зошто ова го велам? Била спомната и Македонија, каде се е интервенирало преку USAID. Мислам дека никогаш не добиле одговор. Тогаш Трамп не беше доволно мочен да влие на Стейт департментот. Останува да се види како ќе биде сега, ако повторно ставам председател, тоа е на моја анализа, со оглед дека морам да подстам генерали и на гледачите. Трамп излезе пред нации кажал, ние сме лука на демократијата и не смееме да се мешаме во дефинирање на влади во други демократски држави. Тоа беше апропо и за нас на Македонија. Што добивме ние? Добивме хибридна држава, предводена од еден народот, јас само почитувани гледачи, и јас пренесувам ставот на народот. Може би вордингот ми е поинаков,
Јас затоа го зборам гласот, затоа се вика гласот на народот. Народот вели предавничка политика, клиентелистичка политика, каде се продаде името на Република Македонија, што е нонсенс. Или искривена кичма, што вели Мицковски, премиерот со раката на срце. Дали тој клиентелизам, тоа недомачинско однесување, неполитичко однесување, доведе Македонија да еродира, да се девалвира на политичка цена? Владењето на СДСМ од 2017 до пред некој месец навистина беше пример за тоа како не треба да се владее. Така? На внатрешен план, како не треба да се работи, односно дека треба повеќе да се работи, дека треба да се биде одговорен. На надворешен план дека треба да се има став и ставот треба да се брани, дека треба националните интереси да се бранат. Ние како движење знам за наша Македонија инсистираме во кампањата и во преговорите за влез во владата да националните интереси мора да се почитуваат и ние овие 7 години гледавме како не треба да се владее. И заради тоа народот го даде своето мислење, заради тоа тие две партии кои владееа се во толков број во парламентот и сега е на новата влада да им покаже како треба да се работи, а ја верувам искрено дека ќе покаже. Околу ова што ви спомнав, колку Министерството на надворешни работи треба да биде чисто, честно, професионално. Имаме сјај и беда на Министерството на надворешни работи. Тука ќе го спомнам повторно амбасадорот Зоран Давич, како председател на синдикатот на Министерството за надворешни работи, кај го кажа за непрофесионалниот однос на поранешниот министер Бујар Османи, кој водеше според јавното мислење и експертската јавност, една албанска политика, косовска политика, најмалку македонска надворешна политика. И завршија како што завршија и господин Димитров, и господин Бујар Османи, врз основа на активност на синдикатот на МНР, предводен од Зоран Давич. Дали нам ни треба, господине генерале, подитно нова редефинирање, еден ресет Министерството за надворешни работи и да се донесат вистински луѓе? Да, јас тоа и во собранието, во говорот го кажав, кога се бираше владата, дека апсолутно ни е потребен ресет на сите полиња. Треба да го кренеме она сидро на Заев, која не закопало тука во место и да го замениме со полни едра и да трнеме напред, ама со полна брзина. Апсолутно е потребна реформа во секоја сфера на општественото живење. Нема област каде што ќе посочите, ќе кажете дека е нешто солидно, да не кажеме добро. Се е под дозволеното ниво. Така да новата влада, па и парламентот во делот на носењето на закони ќе има полни раце работа и овие 4 години веројатно нема да бидат доволни да се исправи се, но да се завземе добар курс, да се завземе една добра брзина на движење на целото општество, мислам дека ќе биде доволно. Малициозноста да биде видена, не можам да разберам, јас себе од оваа прилика, навистина го замолувам господинот Филипче да не ги следи стапките на Зоран Заев. Верувам дека со таа несречна изјава дека дадениот не е тоа грант, тоа е кредит под најповолни услови, од Европската банка за обнова и развој, која навистина држава членка на НАТО и Европската унија, јас сум поборник на таа оска да функционира од Будипешта до Солун, односно Атина. Тоа нема подобро, генерали, ако се согласите. Па историски таа оска функционирала, таа е природна трансферзала. Дефинитивно. Од друга страна, веднаш клевети, пази, внимајте, од јули, од сега, значи со председателството со Европската комисија е Унгарија. Дали така треба да се однесува една политичка партија која е во опозиција, да напаѓа, наместо да биде позитивна, настоена, интегрирана, заедно со власта, да направат добра траекторија, како да влеземе? Владата на СДСМ и ДУИ ја узурпираа државата, ја приватизираа државата, ја ги задолжија граѓаните, двојно ги задолжија. И они немаат никакво право сега да кажат на првиот чекор на владата што е со кредитов. Да ги извадиме бројките, да видиме каква била државата задолжена 2016, а каква ја оставија во 2024 година. Така да, мислам дека тие си имаат работа сами со себе. Да. И нека си работат, нека се реформираат, затоа што секако на секоја влада е потребна
здрава, силна, Како политичка конструктивна партија, опозиција. Како политичка партија, значи упативте, значи создадовте јадро, ново јадро кој имате доста, тоа се членови на Социјалдемократскиот сојуз, резигнирани, изиграни и излажани, девалвирани, девастирани од самиот чин на однесувањето на еден политикант, заедно со неговиот Homo Duplex. Па би ве коригирал од оние луѓе, првите луѓе што ги знам, а добро ги знам, веќе цела година сме заедно, тоа не се луѓе што се изманипулирани или разочарани. Тие луѓе имале став уште кога Зоран Заев доаѓал за председател на СДСМ и биле против тоа. И се дистанцирали уште тогаш. Некои малку подоцна, кога СДСМ беше во пикот на нивната сила, но ние како движење Знам за наша Македонија имаме и голем број на луѓе кои што доаѓаат и од други политички партии, исто така и голем број на луѓе кои што за прв пат влегуваат во политика. Јас се сметам себе си као таков, иако сум во подоснежни години, но имаме многу млади луѓе кои за прв пат влегуваат во политика. Ние сме едно големо семејство, зборуваме еден јазик, јазикот ни е Македонија, Илинден, Аснон, постулатите, и јазикот ни е Европска Унија на достоинствен начин. Секако. Морам да ви укажам, нисам чисто замолам во почеток, јас сум голем противник на секакви дилетантски однесувања, се однесува за коалицијата на Влен, кој е во партискиот ваш корпус, која навистина не убаво, не вкусно. Дали тоа треба да се спротистават ако некои со читилија, како викаат, Али Ахмети пееше албански песни во владата која не функционираше, паралелна влада, че речем на Артан Груби, а од друга страна, член 19 секуларноста, да се однесуваат, мислам, невкусно во секој случај таа институција. Дали вие преземавте, вие осудивте во секој случај, јас сметам дали треба малце по-автентично тоа да биде малце опоменети и да не се случува во иднина. Движење Знам беше можеби прва која реагираше на овој настан и го осуди настанот и јасно им и на сите политички актери дека парламентот и сите државни институции Не игротека? Не, значи не е место за верски било какви дејанија, секуларна сме држава. И за ова работа уште и понатаму ќе разговараме. И во рамките на коалицијата, и во рамките на парламентот. Морамо стартот да се пресече, господин генерале. Затоа, зашто да ви кажам, сакам да напълно ми рече, мене ми е невкусно. На моите години и професионалност не видов, не среднав. Тоа што би се случило во Бундестагот, во Капитол Хил, во Кедорсе, значи во институциите, во меѓународната заедница, кај што да видиме, ево мислам дека е ова малку исплет на несреќни околности или неискуство. Организатор на настанот не беше собранието беше домаќи, меѓутоа организатор беше надворешен судија, невладина организација. И тоа е се нешто што тактика со математика, како со бебенцето сега што испадна сакале да направат меѓуетнички тензии. Како што беше и со заклетвата на председателот на собранието. Имаше опција, имаше и варијанти на македонски јазик да биде прва. Ние разговаравме за тоа, тука малку и протоколот ја сгреши работата, така да. А не можеше тој пат да направи да го смерди, да го смени. Па тоа е работа на протоколот. Па сепак човек, не е робот, но како и да е. Јас си земам за право да комуницирам, да разговараме и со председателот Гаши за оваа работа, ама да не зборам во јавност. Ја ќе го поканам, јас го поканав. Немаше никаква, немаше никаква намера за провокација. Да биде дел од Гласот на народот или магазинот. Председателот на државата, врховен комендант на вооружените сили на Македонија, беше и медија срез денеска. И нестречна пресконференција, таман се обидува да само да критикуваат, да ја напаѓаат господјата председател, беше во виорот на војната ден. Мислам на пламените јазици. Да, во Неготинско горе, во пожарите. Од друга страна, го слушавме и Вулин, да бидам искрен, малце беше зајадни, вика, еве, какви се мои македонци кои имаат мака, ние им праќаме канадери и така натаму, но дали требаше да не набедат со таа резолуција што наметна Бујар Османи? Што мислите за таа резолуција? Со оглед дека владата на Ковачевски вели дека не беше на став. Дали тоа пак е на играрија тактика со математика? Па, ние мора да сме предпазливи. Ние живееме во еден чувствителен регион, мора да ги почитуваме сите наши соседи и нивните чувства и ставови
Иако е можно да не сме ние тие кои иницираме нешто кое што едната или другата или третата страна ќе ги доведе во непријатна или навредлива состојба, најдобро е да сме... За подсетување за ковидот колку ни помогнаа. Па не само за Минатата, ковидот. и колку пати излезе нашиот северен сосед во... Не, зборам и генерално, значи за сите наши соседи, и за Бугарија, и за Грција, и за Албанија, и за Косово. Господинот Мицковски сврте сосем друга политика, што го видовме и Главчев како се однесува, со сосема ретарирана ситуација. Па и кажувам, ние го сме... слушаме Вирама кој навистина со господин Мицковски покажа сосема друг амбиент, не очекувал политичар со искривена кичма и со подадено срце на дланка. Но, еве, сакам повторно да поинтираме со американско-македонски односи. Како ја гледате вие перспективата на Македонија во наредните 5 години? Со оглед дека, да, не кажам отворено, сум американски настроен, бидејќи видов што е Америка, што значи Америка за Македонија, и треба да се тргне од главата на македонците, дека американците се наши непријатели, напротив, американците подада многу рака, поддршка, меѓутоа отидоа парите во крив правец. Америка, тоа граѓаните треба да го знаат, можеби некој не се интересира за историја и не чита на нас за што се случувало на крајот на 19-ти, почеток на 20 век, Америка секогаш имала еден чист, здрав однос према македонското прашање, према македонците и према Македонија. Значи, да не ги наведувам сите председатели, но Вудро Вилсон во негово време, значи, за македонците, македонското прашање, Донесе Америка... декрет со 14 точки. Никогаш Америка не била обременета со локални, регионални, европски прашања за да биде на една или на друга страна. Америка во нанасет 100 и нешто години према македонците, према Македонија имала искрен став и со нив секогаш знаете на што сте. И дефинитивно е наш најголем поддржувач од осамостојувањето. Најголем помагач, донатор, во било која смисла. Земете одбраната и армијата, земете го правосудството, земете која област да сакате, Америка е секогаш јасна во односот према Македонија и нејзината иднина. Така да најголем дел од луѓето кои што имале допир било каков знаат дека тоа е искрен однос, ние имаме стратешко партнерство со Соединените американски држави, не многу држави имаат таков договор, имаме ние, има Израел. Не е проформа, како што вика некои скептици, абе Томич, тоа е само на хартија. Не. Тоа не е ништо. Така да дека ќе очекувам нешто драматично, некакви драматични промени нема, затоа што Америка има премногу и внатрешни проблеми кои треба да ги реши, а и светско случување и овој обид на Русија и Кина за промена на досегашниот политички ред во државата. Кој е шеф на светот? Геополитички поредок, да кажеме така. Така да Америка ќе биде премногу зафатена со големи глобални... За мене, две за вас. Да подсетам. Видите, народот после таа лоботомија, може сум радикален, али тоа се случило во времето на еномијето, Македонија секогаш беше ставена, затоа е реагирав како војник 86-та и дека ја завршив у Бихач, на подземен аеродром. Меѓутоа, тој чип на самосопознавање и дефинирање за Македонија беше изваден и не може од тој кортес, кога се вади тој чип, како да се ревитализира меморијата. Затоа да ги подсетам. Џорџ Буш, постариот, значи ова се сведоштва на Васил Турковски, значи разбрал дека Јелцин ќе ја призне Македонија и тој ја предухитри Русија и напиша executive order, извршна наредба со Семил Бергер. Ја испрати у Скопје, за жал 2 пати господин Глигоров, Бог да опрости, меѓутоа пак е грешката во Корач, во Чекори, бараше таа 4+2 Изетбеговиќ. И ја одбиле признавањето на Македонија 92 година. 93 пардон. Дали тоа значи дека редно е Македонија да се освести и да ги пружи во вистинска смисла рацете кон нашиот стратешки партнер? Ако Трамп кажал дека Соединените американски држави се лука на што? Демократијата? А ние сме лука на цивилизацијата. Значи, ние сме географски и автохтоно дел од ова европско тло. Ние сме европски народ, европска цивилизација. Ние еден ден ќе станеме членка на Европската унија, тоа малку ќе почека, ќе биде полуготраен процес, но оној првиот, нашата стратешко пределба од 93 година, од одлуката на собранието да станеме членка на НАТО е исполнета
и ние сме дел од напредниот свет, успешниот свет, моćниот свет. И така се однесуваме. Генерали, беше че си задоволствен наистина предизвик што бевте мој соговорник. Ќе продолжиме кај што да станавме. Имате вистински лидер, заедно со вас ви сте тим, еден прекрасен тим кој водите една прекрасна политика. Максим Димитриевски секогаш беше човек од збор и секогаш даваше вистинска Човек оценка. со став. Со став, заедно со председател на владата, кои сте во една иста кохеренца. И ви посакам добро здравие пред се и успех во работата. Да биде добро за сите граѓани. Амин, дај Боже. Амин. Почитувани, тоа беше господинот генерал доктор Павле Арсовски, пратеник на ЗНАМ, едноко председател на комисија за Одбрана и безбедност. одбрана и безбедност. Значи нема што да се секираме, безбедност и одбраната е во вистински раце заедно со председателот на државата и владата на Македонија. Бите живи и здрави, чувајте се, ова се тешки температури, но знам дека ние сме издржливи. Издржавме многу и ова ќе ги издржаме. Се гледам у петок повторно во серијалот мој посветен за диаспората, кој наистина љубам да ја терам, да ја водам таа емисија, че имаме соговорници од интересни држави. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.